Да си го поздравиме нашиот другар Индок, нашиот Горан, долги години кога има вакви фини настани, кога се поврзани со изложба, вистински активизам во Скопје, мислам дека тоа ни е еклатантен пример кој што не поврзува со овие терминологии и човек кој што знае во вистинската мок на херојството, дека со херојство се доаѓа до високи триумфи во животот. Па ова е, мислам дека баш пример. Горан, гледаш ли каква најава ти спремил Марко? Така дојде од срце, Горан. Само што да те слушавме. Ајде да ни кажат само од режија дали е се во ред, ние те гледаме. Ама не те слушаме. Добро да те слушаме. Еве ни прават вака. Ајде, се е окей. Добро утро, кажи ни да видиме дали е се како што треба. Дали е добро утро ово? Добро утро. Разбира дека е добро утро. Да, супер. Како си Горан утринава? Ти влие ли ова променливо време на расположение или кога ќе си замислиш дека се е добро и мора да биде добро за утрешното отворање на изложбата, така и ќе биде? Мислам дека има големи проблеми од моментов во времето, така да битно ми е само што е искрено. Али да, најбитно е што фокусот е на целата изложба. Ви благодарам за прекрасната најава. Фала како и секогаш. И ве очекувам утре, се разбира, доколку сте во можност да не Еве сега ќе ги дадеме генералите, не само ние, туку и сите оние кои што ќе бидат во можност да дојдат утре. Меѓу нас е насловена твојата 8-ма самостојна изложба. Па може ли да ни кажеш малку повеќе за што станува збор, колку време ја подготвуваше, што се ќе биде изложено, да речам, во паркот на франкофонијата во текот на утрешниот ден, па претпоставувам и наредните денови? Значи, меѓу нас е само уште еден пресек на јубилеј, што би рекол да, што го цртам изминативе 15 години на темата Celebrate Life. Овој пат фокусот е на цветовите. Цветовите се исто полни со емоции, како сите нас и самите луѓе. Тие може да чувствуваат, може да имаат тага, може да почувствуваат радост, се будат, спијат и се останато. Изложбата ќе биде замислена како еден безбеден простор каде што луѓето ќе можат да дојдат да се почувствуваат за момент поинаку, па дури ако не се чувствуваат добро, исто така окей да не се чувствуваат добро. Она менталното здравје секогаш гледаме да ги рушиме тие табуа и да ги наметнеме работите дека човечки да не се случуваат секакви работи. Исто така името е двосмислено, најчесто кога зборуваме со некои луѓе и кога така ни се отвараат и ни кажуваат дека не се чувствуваат баш окей, дека ова нека остане само меѓу нас, па така да малце и да го скршиме и тој стереотип дека треба да се зборува за ментално здравје, дека не е тоа само да се бутка по чергиче и да се собира и едноставно само да се почувствуваме за момент дека никој не разбира во тие моменти и се разбира емпатијата е мора да продолжи да живее помеѓу нас, како и целата таа колективна грижа, посебно во овие времиња какви да се. Да, времиња. Да. Мора да признаеме, Горан, секој пат кога ги гледаме твоите скици, цртежи, дизајни, најубаво е нешто што знаеш дека веднаш кога ќе видиш цветот, смајлито или пак неговиот да, точно знаеш дека неговиот подпис и тогаш се поврзуваш со неговата душа и креација. Не знам дали во Скопје, прости мала дигресија, имало некој пат твој мурал негде нацртан и ако не, јавно апелираме со Цеце тоа да се случи. Освен графити во детството, мурал не се случило, така да ако некој ме заинтересиран, ако се снајдеме и ако се најдеме на темата, можеме сега разбира да се договориме. Али генерално моите дела живеат низ градот, дали преку пуштање музика, дали преку стикери, дали преку изложби. Мурал би било само пресек на тоа. Пак ја од 96-та работам уметност и ова улична уметност, така да имало и прилики и моменти и Да, Горан го спомена менталното здравје и тоа е една од темите кои што веќе неколку години, да речам, ја работиш и посветуваш повеќе време, енергија и простор за да се зборува јавно, да се подигне свеста за менталното
здравје, колку во ситуација кога навистина сме обкружени со немили ситуации, бидејќи или лоши вести, ако можам така да се изражам, не само во Македонија, туку и во светот, генерално како само тоа да се пласира во медиумите, влијанието е огромно на секој еден од нас. Како еден уметник да изнајде издувен вентил, освен нели начинот на кој што веќе ти тоа го правиш, но колку сметаш можеби дека менталното здравје навистина остава голема трага кај луѓето од твојата генерација, кај денешната младина, па и кај повозрасните луѓе. Бидејќи уметноста во случајот мислам дека може да биде терапија и за авторот, ама и за посетителот, така. Ама не секој знае да го пронајде тој начин и убаво е да потенцираме дека може да дојде на изложба и да се просветли на некој начин. Уметноста е мојата терапија, тоа е во секој случај. Дали преку плуштање плочи, дали преку сликање, преку пишување или се останато, сметам дека фокусот на менталното здравје и како треба да биде поголем. Мислам, се разбира, тука има фантастични специјални лица кои што работат на оваа проблематика, нели терапевти, психијатри и се останато. Меѓутоа, секој за момент може да почне да твори, колку и да не се чувствува момент, може да проба да црта, па да малце за момент да се почувствува поинаку. Јас не би знаел што да правам, ако не цртам и ако не се бавам со уметност, веројатно комплетно би бил депресивен на секој ниво, така да ова е само еден мој катализатор и се надева, затоа и го акцентирам моментот на колективната грижа, дека треба сите заедно да се грижиме за подобро ментално здравје, затоа што ако мене ми е окей, ако на некој друг не му е окей, поготово близок или пак некој што не го познаваме. Затоа сметам дека оваа одговорност е колективна, не само индивидуална. Горан, во твоите дела секој пат светот нели го имаме како декоративен елемент или да речам фокус, централна форма во сите да речам нели твои експресивни дела и секој пат мене цветот ме потсета дека е убав, ами истовремено и ранлив. Дали тоа е можеби твоја метафора дека тоа е и човечката природа на некој начин? Апсолутно, плазесив на тие луѓе што никогаш не биле повредени или никогаш не се почувствували поинаку. И цвеќињата имаат емоции. Знаеш, и Карл Јунг има една добра теорија, процесот на издишување, на повторно будење, кога поминуваме низ лоши моменти или депресивни состојби, така и цвеќињата во зима се поинакви, во лето и во пролет се поинакви, како и самите луѓе. Кога е поубаво времето, луѓето поубаво се почувствуваат. Едноставно само јас цело време апелирам да не ги блокираме чувствата како што се чувствуваме во моментот. Да, колку е денеска тешко лоши или добри, да. Колку е денеска тешко човек да остане нежен сепак во една ранлива средина и како ти успева тебе? Веројатно преку делата меѓутоа сепак еве кога би те прашале, бидејќи ранливоста и покрај се може да биде вистинска сила кај човек. Апсолутно, мислам дека само волја, добри луѓе, моменти за ескапизам, правење работи со себе си и некои други техники кои што секој треба да ги пронајде како најдобро му делуваат. Се разбила во дењето, велосипед е најголемата терапија. Мислам, што му помагате на градот да дише и едноставно и вие се чувствувате подобро и правите нешто да се разбира за животната средина. Да, и кога имаме многу растени околу нас и така правиме нешто подобро за градот и за нас, а ја гледаме твојата позадина, колку цвеќињата се присутни во твојот дом, за тоа што веројатно се доволна инспирација за една изложба да се направи. Не за друго, бидејќи јас и ти знаеш, сме љубители на такви мали ботанички градини во домовите. Знам. Многу е интересно кога се одгледуваат цвеќиња, некако последните 5-6 години ептен се фокусиравме дома и јас и мајка ми и многу некако ги следиме како се развиваат, како и расцветал па и да го пресадиме. Така да грижата околу себе си, исто така и за цвеќињата ни дава еден поинаков момент и не сближува, се разбира, едни со други, а и буквално и со цвеќињата. И тие чувствуваат, без разлика што се само креативни и убаво изгледаат. Да. Не знам, јас секој пат викенд нели кога го имаме пред нас, пушти фреквенција и пеим на цвеќиња, така е барем мојата теза. Разговарај со нив.
Да. Овие джез слушаат наши ведо. Којте джез? Супер. Горан, ајде некаде пред крајот изложбата се отвора утре. Во колку часот, како е замислено, ќе биде тоа една мобилна галерија во паркот на Франкофонија, но дали ова изложба ќе остане таму неколку денови или ќе биде само во текот на утрешниот 3 јуни? Значи се отвараме утре во 18 часот, замислено е секој после напорниот или ненапорниот ден да дојде на изложба, малце да го остави тоа за себе дента што било, да ја подоживе уметноста, како што реков, еден безбеден простор за нашите чувства, да се видиме помеѓу себе, ќе биде отворено до 10 јуни и ќе може да се погледне секој ден од 18 до 20 часот, или пак доколку некој сака да ја види порано, слободно нека ми пише некаде на социјалните мрежи, па ќе се организираме. Некој пат би сакале да имаме маички со твојот ракопис. Би било тоа добро да го имаме. Со задоволство. Само ти посакај. Да, задоволство. Супер. Горан, Кога вие ќе решите тогаш. обавезно. Фала ти многу за ова утринско вклучување. Уживај во друштво на цвеќињата и се разбира утре во друштво на сите оние влюбеници во твојот начин на изразување на уметност и култура. 18 часот официјалното отворање паркот на Франкофонија, мобилна галерија. Ќе го видите Горан, неговите дела, сите овие цветови за кои што зборувавме досега и да напоменеме до 10 јуни можат да дојдат и да уживаат во твоите дела. Ти благодариме многу и ти посакуваме убав остаток од овој ден.